Го почнуваме првомајското празнично издание на регионалните вести. Денес се одбележува 1 мај, денот на трудот. Празничниот ден и убавото време ќе преполнија излетничките места во Тетовско. Со излет во природа, вака во Тетовско традиционално се одбележува 1 мај, денот на трудот. Добро познатите излетнички места во овој крај денес уште во предпладневните часови беа преполни со излетници. Потекнувам од овој крај, родителите, татко ми потекнува од овој крај и не само за 1 мај, туку и за летните одмори, викенди доаѓаме овде. Пријатно е местото, одлично за одмор, за релаксација, има содржини и за младиве, базен или во десно. И сега искористивме убав ден, убаво време да го поминеме овде за празникот. Како е уда туристи, од каде уда? Туристи доаѓа од цела Македонија, највише Скопјани, ама и од цела Македонија, и од Гевгелија доаѓа, од Охрид доаѓа. Што им се допаѓа тука? Природата, местото, водата, реката, црквичето. Кој се допаѓа местото? Многу убаво е местото, прекрасно е. Ето има црквичина, има тамо вода за очи да се замиеш и се така. Од каде сте ви? Ние сме од Јанчиште, исто тука Тетовско село Јанчиште. Со семејството сте? Да, со семејството, со зетовите, со черките, со сите сме тука дојдени. Од Прилеп. Така, за прв пат тука сте? Прв пат, да, прв пат. Зошто? Па еве сега разгледувам те само што стигнав. Зошто токму одбравте тука? Па не сме биле никогаш, сакавме да видиме како изгледа. Каде сте ви? Од Татово. Така, зошто се одлучива токму во Лечево да ги прославите првомајските празници? Ради внуците. Да, местото е убаво, има кај да игра, ради тоа, ништо друго. Феноменално. Тоа баш онако, ташурата, пубаво више трави. Зошто точно во Лечево ќе
Па манастир. Од манастир има нешто ли поубаво? Нема. Најубаво нешто. За македонштина. Православиево, кај треба? Околу манастир да се движи. Зошто смета дека 1 мај треба да се прослави? Затоа што е празник на трудот и затоа и треба да се прослави, бидејќи поранешните наши се бореле за работните дела да се остварат и така сега ние го празнуваме. Како си поминувате денеска тука на Тетовското кале? Тетовско е добре, моментално добре. Ви видите, нема добра гости, ама што да правим? Сметате дека малку гости има? Јас мислам дека има доволно, супер. Нема, порано имаше подобро. Сега сиромаштија. Вие често доаѓате тука? Да, доаѓам. Ви се допаѓа местото, природата? Да. Дојдам да видим нешто. Од Тетово сте вие? Не, од Чеграна. И како ви се допаѓа тука? Добро, само се шета, што да мора. Природата убава? Убаво, се шета. Како ви се допаѓа тука на Тетовското кале? Добро, свака година и подобро, овај година подобро. Луѓе иде така, се гледа подобро да биде. Ви од Тетово сте? Не, од Лавце сум ја. Често доаѓате тука? Не, свака овај година идем, сваки други ден не. Ти се допаѓа? Ми се, како не, ми се добро, нема карање, нема... Тоа подобро нема, виж. Да биде стално подобро да биде вака. Како сте мисли, не е добро вака, ама ќе биде подобро. Ќе трпимо мало. Први мај, меѓународниот ден на трудот, е државен празник во повеќе земји во светот. Во Македонија до 2006 година тој се празнуваше на 1 и 2 мај, но од 2007 година се празнува само на 1 мај.
Денот на трудот се празнува на првиот ден од мај во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Целта на првомајските демонстрации во Чикаго била да се издействува воведување 8-часовен работен ден, но полицијата употребила сила и имало жртви. Организаторите на штрајкот биле изведени на суд, а 4 од нив биле погубени. 3 години по настаните во Чикаго на првиот конгрес на втората интернационала што се одржала во Париз во 1889 година е решено секоја година на 1 мај во сеќавање на чикашките работници да се одржуваат масовни демонстрации. По повод 1 мај, денес во Скопје точно напладне протестираат две групи синдикати, Сојузот на синдикатите на Македонија ССМ и членовите на Повелбата за солидарност. Како представници на работниците, марширајќи солидарно на овој ден, бараме понатамошно подобрување на социјалната и материјалната положба на работниците и граѓаните во Република Македонија, доследно почитување и примена на работничките права на сите нивоа, бараме елиминирање на опасноста од нееднаквост на работниците, елиминирање на разликите и третманот на работниците во приватниот и јавниот сектор. Акцијска контрола во спортски обложувалници во Тетовско. 4 спортски обложувалници во тетовските села Пирок, Боговиње и Камењане се затворени по заедничката контрола во вкупно 5 објекти, која во регионот ја спроведува службеници на СВР Тетово, инспектори на управата за јавни приходи и државниот пазарен инспекторат. Во 4 од контролираните обложувалници утврдено е дека работеле нелегално. Според информациите на тетовската полиција, приредувале игри на среќа без потребната документација, поради што одземена им е опремата што ја користеле и времено се затворени. Исто така изречени им се и законски предвидените глоби. Од 4 обложувалници, од кои 2 се наоѓале во Боговиње и по една во Пирок и Камењане, со потврда одземени се 19 телевизори, 9 компјутерски куќишта, 6 монитори, 5 печатачи и друг вид наменска опрема, како и известна сума парични средства. По акцијата сега ќе следуваат мерки и активности за целосно расчистување на сите поединости поврзани со работењето на контролираните обложувалници, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од СВР Тетово. Невладината организација Градиме иднина со донација за семејството Ристовски од Сиричино. На членовите на ова семејство им ги обезбеди најнеопходните работи кои ќе им го олеснат животот извесен период. Донација во вид на санитарија, средства за општа и лична хигиена, храна, облека, обувки и играчки, обезбедени од невладината организација Градиме иднина, денес му беше доставена на семејството Ристовски во Сиричино. Председателот на организацијата Илија Јовановиќ за нивната судбина и потребите по уривањето на куќата дознал од медиумите, се заложил во соработка со армијата на Република Македонија, неговите пријатели и спонзори да им ги обезбеди најнеопходните работи кои ќе им го улеснат животот на членовите на семејството Ристовски извесен период. Денеска посетата беше од страната на Градиме иднина, кажав во соработка со моите спонзори и поддржувачи. Денес им беше доставено од школски прибор, храна, хигиенски обувки, облека, санитарија, тоа што е потребно, ние што можеме, колку можеме ќе ги помагаме и понатака продолжуваме да ги помагаме, како ќе покажуваат хуманоста граѓаните, компаниите и сите тие кои се одговорни кон општеството, ние така секогаш ќе ги помагаме како за семејството Апостоловски, што беше и другите кои ги помагаме, ќе бидеме целосно посветени на ова. Се запознавме како функционира, дали се во работен редовен однос, какви се состојбите во здравствената состојба, образованието. Целта беше да им се помогне, во јавноста да има повеќе слух, хуманост, разбирање, да им се помогне, но тоа секогаш го нема, иако се удират во гради граѓаните на Република Македонија дека сме најхумана држава, значи треба постојано да им трубиш, да им досегеш, дури и здравието да го изгубиш за да им се помогне. Но јас веќе имам долгогодишна соработка со армијата на Република Македонија, со некои поддржувачи кои нашето здружение го поддржуваат, мојата довреба што ја има дека стварно на вистинско место ќе се донира помош таа што се собира и што се организира акцијата да им се помогне на 30 на семејства. Верувам дека сето ова што го правам, стварно го правам од се срце со помош на сите мои пријатели, благодарени и на тебе, Кис, кој често пати е со
моите настани активности. Вие сте тие кои најмногу ме бодрите да и понатака работам. Јовановиќ има испратено околу 1000 писма до најразлични компании со барање за донација за ова и за уште 2 семејства. Повратен одговор се уште нема. Упатува апел и до сите хумани граѓани да му помогнат на семејството Ристовски од Сиричино. Исто, ние како невладина организација се обративме до 1000 мали и поголеми компании кои се дел од градежните работи. Се обративме во писмена форма, двострано писмо доставивме до сите компании да бидат хумани, да ја покажат хуманоста. Баравме помош во име на 30 семејства, но најмногу баравме за 3 семејства кои е потребно Апостоловски, Ристовски и Кочовски од Скопје да им се помогне во санитарија, плочки, ламинат, песок, градежни материјали, арматури, електрични кабли, водоводни инсталации, цевки, вентили, тоа се што е потребно. И верувам дека ќе ја покажат хуманоста. Апелирам да ги помогнат тие семејства затоа што стварно сакаме да им изградиме топол дом, да имат покрив на глава, да стварно вистинската љубов, топлина, нега и грижа ја имат тие деца од биолошките родители. И многу сум среќен што самите родители се одговорни кон децата да не бидат на улица необлечени или несоодветно, значи да бидат на изглед. Ја апелирам до сите граѓани да се вклучат во оваа акција. Потребно е градежни мајстори од водовоци, како што кажав, електричари, волонтери ни се потребни машка снага да се ископат цоклињата за изградба и правење на целиот цокле што треба да се ископа, па да се почне да се молтерисува, па да се става цоклето, темелите да се кренат и првата плоча да се стави. За ова јас верувам дека некој ќе се нафати да волонтира и помогне таа хумана акција да им се направи покрив на глава, да се започнат темелите и ископите за темелите. Исто е потребно уште околу 2200 евра за целиот карабин да се подигне, па јас апелирам до сите тие поголеми компании кои се во територијата на Тетово. Верувам дека некој ќе се заангажира да се платат мајстори да се подигне тој цел карабин, да имат покрив на глава ова семејство. Ова е само првата помош од невладината организација за семејството Ристовски. За во иднина најавуваат уште неколку. Претходно Градиме иднина целосно се заложи да му помогне на 13 членото семејство Апостоловски од Старосело. Со доделувањето на зелено знаме, основното училиште Единство од Гостивар доби статус на еко-училиште. Основното училиште Единство во Гостивар се закити со ново признание. Му беше доделено зелено знаменце со што го доби епитетот еко-училиште. Училиштето официјално го доби знамето на Екосамит што неодамна се одржа во Скопје во рамки на проект поддржан од Министерството за образование и Швајцарската амбасада. За нашето училиште тоа е голем успех, но и обврска преку разни активности, проекти и надпревари да работиме на подигнување на еколошката свест и заштита на животната средина, велат од раководството на училиштето. Доделеното зелено знаме има трајност од 2 години. За да се сочува и понатаму, училиштето мора да продолжи да ги исполнува екостандардите и да ги вметнува во наставните содржини. Целта на овој проект е да се подигне еколошката свест на учениците, наставниците, родителите и сите други кои се вклучени директно или индиректно во училишната заедница и да се заштити животната средина од загадување. Екоучилиште е интернационална програма на Фондацијата за еколошка едукација, која се спроведува во 60 земји од целиот свет. Гостиварското основно училиште Единство од годинава и својот патронен празник започна да го прославува во духот на екологијата на денот на планетата Земја. Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје 1 во Скопје денеска достави обвинителен акт против 5 лица за случајот пуч. Еден од обвинетите е лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој се товари за насилство спрема представници од највисоките државни органи.
Прво обвинетиот поранешниот разузнавач Зоран Верушевски се товари за неовластено прислушкување и тонско снимање, шпионажа и насилство спрема представници од највисоки државни органи. Сопругата на Верушевски Сонја е обвинета за шпионажа, а останатите тројца за неовластено прислушкување и тонско снимање, како и насилство према представници од највисоките државни органи. Автомобил утринава удрил во кола на председателот на СДСМ Зоран Заев, објави Нова ТВ. Во моментот на несреќата во возилото кое го управувал возачот на Заев била уште и сопругата на возачот, која се здобила со повреди и е пренесена во Стромичката болница. Настанот го потврдил и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Купија во Балтимор поради смртта на младиот афроамериканец Фреди Греј се проширија и на Филаделфија. Синоќа судири избувна и во градот Филаделфија во државата Пенсилванија, меѓу полицијата и демонстрантите кои се солидаризираа со протестите против полициското насилство во Балтимор. Без 1000 лица се собраа во Филаделфија, а дел од нив се обидоа да блокираат важна меѓудржавна магистрала, но беа разбиени од полицијата. Во немирите неколку полицајци се полесно повредени, а неколкумина најагресивни демонстранти се уапсени. Околу 600 лица протестираа и во Балтимор, барајќи правда за Греј. На југот на Чиле повторно се активираше вулканот Калбуко, isfрлајќи во воздухот столб од пепел, гас и вжештени камења третпат во последните неколку дена, соопшти чилеанската геолошка служба. Локалните власти прогласија црвено ниво на опасност и наложија да се евакуира населението во пречник од 20 километри од вулканот. Над кратерот на вулканот облак од пареа и гасови се крена вчера на висина од 4 километри, а ветерот го носи кон југоисток, каде има многу населени места. Бројката на загинати од земјотресот, кој го погоди Непал, порасна на 6200 луѓе. Министерот за финансии Рам Саран Махат изјави дека на земјата ќе и требаат најмалку $2 милиарди за санирање на штетите. Тој воедно побара и помош од меѓународните донатори. Обединетите нации соопштија дека 8 милиони луѓе биле погодени од земјотресот, а на 2 милиони луѓе ќе им требаат шатори, вода и храна во наредните 3 месеци. Повеќе десетина илјади јужнокорејски работници одржаа денеска во Сеул протест по повод празникот на трудот, заканувајќи се дека ќе покренат сеопшт генерален штрајк, доколку владата ги усвои планираните реформи во законот за труд. Челниците на јужнокорејските синдикати наведуваат дека во двата протестни марша во Сеул учествувале повеќе од 100.000 работници, додека полицијата нивната бројка ја процени на 38.000 лица. Денес имавме претежно сончево и топло време со локална облачност. Утринските температури се движеа од 5 до 11 степени, а дневните од 13 до 24 степени. Утре не очекува претежно облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 7 до 16 степени, а дневните од 14 до 24 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за денешните регионални вести. Уживајте во празничниот ден.